Минатата сабота зборував за единството во Христа, конкретно за Христовите зборови: кој не собира со мене, тој растура. И само да повторам дека вистинското единство значи собирање со Христа, да се биде собран во Христа, што значи тој е единствениот темел, единствената карпа, единствената основа за единство. Сето друго не може да биде единство, дури да изгледа од надвор како такво. Например, во Југославија, сеќавате, се трубеше со години, комуњарите трубеа братство и единство, братство и единство, братство и единство. И на што беше изградено тоа единство? Како што самиот Господ вели: а оној што ја изградил куќата своја на песок, тоа беше Југославија, песок. Може да постојат многу добри работи, може да постојат многу убави работи, може да постојат и постојат многу убави спомени, меѓутоа песок. Песок. Како што велеа гладиаторите, се е крв и песок. Вредноста на човечкиот живот. Но Господ ни даде друга вредност, ни закачи друга цена. И ако сме во Него и со Него, тогаш имаме вистинско единство. И не само што е тоа вистинско единство, туку што побитното, тоа е вечно единство. Се што е соединето со Бога, спасено е. Значи, трае за секогаш. Како што самиот рече во другиот, предходниот пример, дека, еве да се подсетиме на тие зборови, во Матеј 7 глава, да отвориме. И така, 24 стих, Матеј 7 глава, 24 стих, и така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изградил куќа на што? На камен. Или на карпа. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, урагани, може да речеме, американски. Знаете што се случува со американските куќи кои ќе помине ураган? Да, сега Майкл беше. И навалија на таа куќа, но таа не падна. Зошто? Зашто беше изградена на камен. И сега, која беше разликата помеѓу тој што гради на песок и тој што гради на камен? Бидејќи предложува и вели: а секој што ги слуша овие мои зборови, дали е тока разликата? Не. Зошто? Бидејќи, ако се вратиме на 24 стих, тој што гради на камен, како е опишан? И така секој што ги слуша, значи тоа е истото. И овој што гради на песок, и така секој што ги слуша овие мои зборови. И двајцата ги слушаат Христовите зборови. Забележите, зашто нема единство во христијанската црква? Зашто нема единство во адвентишката црква? Сите ги слушаат Христовите зборови. Сите проучуваат денесот иста библиска поука. Но тука не е разликата. Оно што градеше на камен е оно што ги слуша
и ги исполнува овие мои зборови. Каде е разликата? А тој што гради на песок, што прави? 26 стих. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува. Значи, сите ги слушаме. Христовите зборови. Прилега на глупав човек, кој си изградил куќа на песок и заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и пагањето и беше страшно. Како Југославија. Како комунизмот. И па сега сите велиме Христос, Христос, за Христа, со Христа. Меѓутоа, мудриот човек е оној што ги слуша Христовите зборови и ги исполнува. Само тој се наоѓа на камен. Значи, не е доволно да се зборува, и да се труби за Христос, дека е основа на единството. Не е доволно. Не е доволно да се верува дека е основа на единството. Туку да го исполнуваме она што Христос го кажа. Само тогаш сме на камен, ако го исполнуваме. Се сеќавате на слични зборови од апостол Јаков? Да отвориме во неговото соборно послание. Послание на апостол Јаков, видите, интересно, почнувајќи од првиот стих во втората глава, Јаков 2 глава, први стих. Прво е даден еден пример, а потоа неговата порака или наравоучение. Првиот стих од втората глава. Браќа мои, држете ја непристрасно верата во Исус Христос, нашиот Господ на славата. Непристрасно. И сега пример. Ако во вашето собрание влезе човек со златен прстен во светли јалишта и влезе сиромав човек со проста облека, па се загледате на облечениот во светли јалишта и му речете ти седни овде убаво, а на сиромашниот му речете ти стои таму, значи немам за тебе место, иако кај нас би имало место за сите. Или седни овде крај подножието, или седни на земја, пошто нема место. Или надвор во... Или на... Да. Тоа ако нема место никаде. И сега четвртиот стих. Зарем со тоа не покажувате пристрасност и не станувате судии со лоши помисли? Првато му кажува некои коментари во врска со сиромавите и богатите, што не се во фокусот, но јас би прескокнал кај 8 стих. Ако пак го извршувате царскиот закон, извршувате, исполнувате, извршувате,
Според писмото, возлюби го ближниот како самиот себе, добро правите. Но ако сте пристрасни, што? Грев правите. Ако сте пристрасни, грев правите. И законот ве осудува како престапници. Зашто кој го пази целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ќе биде за се. Зашто оној кој рекол не прави прелюба, рекол и не убивај. Па затоа ако не вршиш прелюба, а убиеш, ти ќе станеш престапник на законот. Зборувајте и постапувајте како оние што ќе бидат судени според законот на слободата. Зашто судот ќе биде безмилосен спрема оној кој не покажува милост. Милоста, вели овој превод, надвива над судот. И како што читавме летоска од Христовите зборови во Марко 11 глава, кога стоите на молитва, проштевајте, ако имате на кого и за кого. Проштавајте, како еден од условите за исполнување на оно што го бараме во молитвата. Деновиве, сигурно повеќето од вас го виделе видеото со кое што председателот на Генералната конференција упатува еден апел до целата црква во целиот свет. Едноставен апел за молитва, затоа што на заседанието, годишното заседание на управниот одбор на Генералната конференција, што ќе се одржи следната сабота, треба да се донесе една важна одлука против која мнозина адвентисти се бунтуваат денес, против таа одлука што ќе видиме дали ќе се донесе следната сабота, до следната сабота. Која е таа одлука? И председателот Тед Вилсон упатува, значи, апел за молитва. Именно што станува збор. Како што знаете, денес Адвентичката црква е се само не единствена. Причина за тоа се Павловите зборови, на што денешната лекција не подсетува дела 20 глава. Тој на старешините од Азија им рекол, зашто знам дека по моето заминување, што ќе се случи? Ќе влезат во стадото, во вас, ќе влезат волци, а лути волци, не кажува само волци. Лути волци ќе влезат. А потоа што додаде? А и помеѓу вас самите ќе станат учители, ќе станат луѓе што ќе зборуваат изопачена наука. Така кажа? И ние знаеме каква е историјата на христијанството. Изминативе 2000 години. Истото се случи и со Адвентичката црква. Денес постојат најмалку, а може би е вистината поинаква, најмалку 3 бунтовни дивизии во Адвентичката црква. Меѓу кои се разбира е и оваа, трансевропската, која што го направи расколот во Македонија, во Унгарија, и која што исто така даде придонес, направи, стоеше на страната на оние што сакаа да ја растурат цела генерална конференција пред 3 години, на
тогашниот собор. Еве, ние 4 век не сме дел од таа деноминација. Меѓутоа, што рековме, според оние други Христови зборови, кој не е против вас, тој е со вас. Најмалку 3 бунтовни дивизии креваат хистерија, начело со професорот на Ендрус универзитетот, Джордж Најт, еден од најголемите водачи на новата теологија, значи на лажната наука во адвентизмот, дека сега Генерална конференција Тед Вилсон ќе формираат инквизиција и дори го споредија Тед Вилсон со зверот од Откровение 13 глава. Затоа што човекот, како и македонскиот претседател, покажува храброст и сака да ја очисти куќата од сета прљавштина што се собрала во неа изминативе години, децении. Исто така. Значи, на следнава седмица, не знам точно кога ќе заседава управниот одбор на Генерална конференција, од стотици членови, не се сеќавам точно на бројот, колку членови го сочинуваат, ќе донесат одлука какви мерки треба да се превземат со сите оние дивизии, со сите оние унии, со сите оние структури во Адвентичката црква, кои што и понатаму се бунтуваат, како што споменавте некои примери од библиската pouка, тераат по свое, не ги почитуваат одлуките на 3 собори на Генерална конференција до сега, да не се ракоположуваат жени, тие продолжуваат тоа да го прават. Дори Белградската унија тоа на некој начин го толерираше. На Младинскиот собор пред 5 години, на кој што присуствуваше Благојче, ја споменав лажната наука на теолошкиот факултет. Сега примив од братот Милош Богдановиќ некои нови сознанија што се случува таму, меѓутоа ме замоли да молчам за тоа, додека не дојде време да се открие. Тед Вилсон, самислите, сака и јас не сум против него, јас сум со него. Не сум дел од неговата црква. Меѓутоа, јас сум со него. Кој е на страната на вистината? Тед Вилсон или сите представници на новата теологија, овие 3 дивизии, трансевропската, јужно-пацифичката и северноамериканската, и може би уште некој. Нас Паул Букур не изненади малку, кога ни рече дека и Романската унија е целата заразена со нова теологија. И спомена некои примери што не е битно да ги повторам. Не знам кој зборуваше за Бугарија последно време. Не се сеќавам. Дека таму исто така не цветаат рози во Адвентичката црква. Кој е на страната на вистината? Тед Вилсон? Кој е на страната на единството? Оно што сега сака да спроведе реформа, да воспостави ред, или овие што креваат хистерија и го споредуваат со зверот, па демек верската слобода ја гази и така сакаат да имаат верска слобода, да прават што сакаат. Тоа што сакаат да прават што сакаат во црквата и тоа го нарекуваат верска слобода. Никој не им брани да излезат ако не се согласуваат и да си направат своја секта. Значи, споредбата со зверот од Откровение 13 глава е најновиот, јас
коментирав на еден форум и напишав најновиот теолошки промашај на Џорџ Најд. Звенот не ти дава верска слобода. Звенот ги убиваше светиите. И сите што ме се согласуваат со него во целиот среден век и денес Антихристот тоа ќе го прави. Кој е на страната на вистината? Зошто? Затоа што е председател на Генерална конференција? Не. Зошто останавте во оваа црква? Затоа што сте пристрасни кон Никола Аслимовски? Мене тоа ми го рече еден брат. Демек, затоа што го сакавме Никола Аслимовски, останавме тука. Да излезе Никола Аслимовски и неговите следбеници да формираат друга црква, да се собираат тие во домот на градежиците или во кино Влаја, јас немаше да отидам по нив. Тука имафе богослужение, се сеќавате. Брат Зорен читаше псалм. Брат Антон требаше да има проповед. Што се случи за време на песната? Помеѓу псалмот и проповед. Полсон си зеде за право, што рече Зорен, немање страв Божи, да го прекинува богослужението, тој да ги избрка овие двајца и тој да ја превземе службата. Сега мнозина мисле като имал право тоа да го направи. Имал или немал право? Нема право. Во една местна црква, во било која местна црква, во било кој дом, правата ги одредува кој? Домакинот, се разбира. Не гостинот. Затоа од дом велиме домакин. Од дом домакин, а римјаните велеле од домус доминус. Господ, господарот, стопанот, газдата. И едната и другата именка потекнуваат од домот. Местната црква е највисокиот авторитет. Секој друг е гостен. Секој друг треба да ги почитува местната црква. Нејзината одлука за богослужението, за службите и така натаму. Ако местната црква реши да се напушти ова просторија и да се одржуваат богослужение на друго место и да се изгради друга црква, тогаш тоа е одлука на местната црква. Ако некој од надвор прави раскол, ги вика надвор, само врз база на неговиот авторитет, не на Христовиот, тој не собира со Христа, туку растура. Денес, овие денови, ќе се случи уште еден голем раскол во целата православна црква. Да, Украина е само повод. Значи, сличен на 1000 години, се најавува таков раскол, сличен на оној од пред 1000 години. И сега баш ме интересира по која линија ќе оди границата на тој голем раскол. По стапките на папата и Вартоломеј се дрзнува да покажува кралска власт и да се меша таму каде што не му е место, во туги домови, и да одредува правила што и како треба да прави. Се разбира, уназад 100 години заразени со екуменизам, има и собор на Крит пред 2 години кај што расправа
како да се обединат со папата, а не своите проблеми што си ги имаат, тие останаа нерешени и затоа сега ќе пукне тиквата. Сите зборат за Христа. Сите го слушаат Христа. Сите ги читаат неговите зборови. Сите ние проучуваме од иста библиска полка. Зошто не се единствени? Зошто адвентистите не се единствени? Зошто ние не сме единствени? Затоа што не е доволно да се слушаат Христовите зборови. По тоа не се разликува едните од другите. Сите ги слушаме Христовите зборови, сите зборуваме за Христа. Но разликата е оној што ги слуша и ги исполнува. Разликата е оној што ги исполнува наспроти кој? Наспроти оној што ги слуша исто така, но не ги исполнува. Ги слуша и тој, но не ги исполнува. Во Лука 10 глава 3 стих Исус им вели на своите ученици: еве ве праќам или ве испраќам како јагниња среде волци. Одете, вели, ете јас ве испраќам како јагненца, вели овој превод, среде волци. Спротивното на ова што е? Црквата започнала на тој начин што апостолите како јагниње треба да влезат на волчја територија, значи целиот пагански свет, и тука во Македонија. Значи како јагниње меѓу волци, почнувајќи од нивните еврејски волци, прво од нив беа прогонувани, мачени, убивани, но паганскава територија надвор од Израел ист случај. Спротивното на ова беше во тоа стадо, во таа црква од надвор ќе влезат тешки волци, лути волци, свирепи волци. Простат некои други преводи. И сега заборавивме да додадеме уште нешто од Павловите зборови таму. Што е одлика на тие тешки свирепи волци, што нема да прават? Кои што нема да го штедат стадото. Значи не размислуваат дали некоја постапка може да предизвика штета. Нема да им биде гајле дали ќе предизвика штета и последици. Настана раскол благодарение на Полсон и јас се сеќавам на многу пријатели и на некои верници кои што се отидоа. Се соблазнија. И во текот на следните години многу други. Не размислуваат за последиците. Не име гајле. Што ќе се случи? Нема да го штедат стадото. Се разбира, волкот, ако влезе во стадо, тоа му е природата. Тој не влегува за да го штеди стадото. Влегува за да убива овци и да ги јаде. Да, за да си прави резерви, точно. Си прави резерви. Да, повеќе убива, за да има резерви за... Одеднаш нема да ги изеде, точно. Сега имаме случај на Тед Вилсон, кој што го нарекуваат волк, но јас во него ја препознавам јагне. Вие што препознавате? Јас во него препознавам јагне.
оние кои што се против него сега, кои што сакаат да тераат по свое, и како Ровоам, и како Јеровоам. Потом, дали забележавте во Библијата, дека кога се поделило царството, Господ не рекол, овие се легални, овие се нелегални. И двете царства ги сметал за своји. И Јеровоам на север, ако беше верен на Господа, без оглед што во храмот се наоѓаше во Ерусалим, односно се уште богослуженијата, левитското свештење и така натаму. Без оглед да си останеше верен, и израелското северното царство ќе постоеше довека. Илија беше од северното царство. Илија беше Божи пророк. Против кого Илија беше испратен да сведочи? Царот Ахаз и Језавел. Од кое царство? Од северното? Значи Господ не го сметал северното царство за нелегално, туку во тоа царство подигал пророци. Елисеј каде беше домот на Елисеј? Во кој град, се сеќавате? Наследникот на Илија, пророкот Елисеј. Во Самарија беше. И неговиот слуга Гехази, кои што го преведуваат различни преводи, различно. Ја го кажав така на еврејски. Во Самарија живее. Престолнината на Северното царство. Се разбира, Господ го сметаше за свое и Јужното царство. Но отпадот се случи и во Северното, и во Јужното царство. Зато и Самаријанката и она беше свесна за таа дилема. Господе, нашите велат дека во Самарија, таму на тие ридови, треба да одиме и да се молиме. На Гаризим, на гората Гаризим, поточно, каде што самарјаните изградиле храм таму. Имаше цел паралелен храм и свештенство и така натаму. Вие велите јудејците дека во Ерусалим треба да се молиме. Што беше вистината меѓу едното или другото? Во Ерусалим или... Во Ерусалим беше. Не е тешко да се поводи. Не е тешко ли е да се препознае вистината кога постои спор? Тешко ли е да се препознае вистината? Каде беше вистината? Кај Полсон или кај Слимовски? Каде беше вистината? Намерно го поставувам вака прашањето, затоа што не е битен Полсон, ниту Аслимовски е битен. Битно е вистината каде беше. Не беше во право Аслимовски ако проповедаше дека Христос ќе дојде 92 година. Меѓутоа не сум го слушал да проповеда. Ако проповедаше, јас не може да се согласам со тоа. Може би ќе си одев од овдек. Дали е тешко да се препознае вистината? Гледате како владе забуна кај и тоа кај доктори по теологија владе е забуна. Значи они велат треба да ракоположуваме жени. 3 пати Генерална конференција на Собор рече дека не треба и они сега си го прават тоа по свое. Треба па треба. Сега, каде е Божиот, што стана со Божиот глас? Што стана со Божиот глас? Нас ни трубија дека Генерална конференција била Божи глас. Кога Елена Вајд ги напишала прв пат тие зборови, во 19. век, мисла на соборот на Генерална конференција.
За каде е Божиот глас? Три пати, 1990, 1995, прво во Индианаполис, 95 во Утрехт, Холандија, и пред 3 години во Сан Антонио, Тексас. Три пати се донесе на соборно ниво една иста одлука по едно исто прашање. И сега, толку ли е тешко да се препознае каде е вистината? Папата рече пред 1000 години не е битно што кажуваат соборите, јас сум битен. Јас сум поголем од соборот. И соборите може да грешат, точно. Постои некој што е поголем и од соборите. Тој е Господ, неговото слово. Меѓутоа, еве да речеме дека Библијата не споменува никаде ракоположување на жени, да речеме дека тоа прашање не е доволно јасно. Што треба тогаш да слушаме? Соборната одлука. Соборната одлука. Се тоа нас не тангира. Ние, заради оваа бунтовна дивизија, 4 век не сме дел од таа деноминација. Меѓутоа, тоа не е битното. Значи, не треба ја да бидам таму, за да бидам со Тед Вилсон. Еве, јас не сум таму, ама не сум против него, го поддржувам за тоа што го прави. И што сака да го направи, како што го поддржувам и на македонскиот претседател. Иако не сум во ВМРО, не треба да бидам. Ниту сакам да бидам. Па ви повикувам да го послушаме овој негов апел и да се молиме. Господ да му даде сила и храброст и на управниот одбор на Генерална конференција да донесе мерки од кои што се плашат овие. Што крена хистерија, дека им се спрема чистка. И јас сакам да се случи тоа. Еве, јас сакам. Дај Боже. Дај Боже да бидат очистени сите оние кои што влегле како волци во Адвентичката црква пред се со својата лажна наука и со својата бунтовност и непослушност кон Божиот глас. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.